Сакам да ти кажам нешто, ми е страх да не ме разбереш лошо. Кажи да кажи. Од нашата свршувачка. За сега, ништо нема да биде. Оти така, нели ти ми вети дека ова време ќе се свршиме? Јас од ветувањето не бегам. Само ќе треба малку да попричекаме. Сум решил лете да одам трона печалба, сакам да се зафатам малку, да станам, што се вели, од почеток домаќин, да не чекаме да остариме и да видиме раат. И неќам, што се вели, да почнуваме од вилушки лажица. Ми е страв да не ме забореш. Да не те чекам, бадијала. Оти секој ден минат, ден поминат, не се враќа назад. Нема да се задржам многу. Ке печалам толку колку што ќе ни биде доволно за почеток. Малку само. Јарно, ако е за малку, ќе те почекам. Кога отиш? Утре ќе заминам, утре и Чичко Петре ќе оди в град, а тој, како што знаеш, има в град многу пријатели, многу познати луѓе и ќе ми биде многу полесно да најдам работа. Еве и мама веќе ме готви за напад. Ке ми пишуваш? Како нема да ти пишувам? Ке ти пишувам и секој ден ке мислам само на тебе. А ден и ноќ има да работаме, за да можам што побргу да спечалам и да можам побргу да се вратам и да се зеиме. Ко си решил, оди. Нека ти е среќен патот и добра работа да си најдеш. Ајде. Да се напиеме по една за среќен пат и за добра печалба. На здраве. Сега, синко, јас ти кажав тебе се што требаше да ти кажам. Колкува поиќе ќе ти вати црпката, толкува поарно за тебе. А и не треба многу зборување. Си знае, умен е. До сега, фала му на Бога, нешто лошо нема направено. Ако до сега било едно, од сега ќе биде друго. Голем град е тоа, многу народ се шета. Не знаеш кој е добриот, а кој лошиот. Затоа убаво ти вели татко ти. Да внимаваш со кого се дружиш. И јас, Чичко Петре, на тебе ќе се крепам. Ќе правам се онака ти како што ќе ми кажеш. Ќе ти кажам, синко, ќе ти кажам. Само јас не сум секогаш таму, се враќам. Таква ми е работата. Затоа, кога си сам, треба да внимаваш да не те излаже некој па да тргнеш по лош пат. Разбрав? Разбрав. Хајде сега, испивме по една, испивме. Да одиме, оти долг пат не чека. Ајде, да пајдосаме. Среќа, со убаво и варди се си. Не бери га. Варди се. Фала, мајко. Ајде. Секо што ти реков за памети, нели? Не бери гајле, бе, татко, па јас одам таму да печалам, а не да арчам. Така, уменна мајка. Ајде, враг. Ајде.
Žal mi je što го puštisme, ама си велам па ако, па млад je, neka nauči što je život, neka vidi. Za devojčeta što će go čeka, za to mi je žal. Ако нека го чека, заарно го чека, не знам Така, зашо. така. Само си велам, не требаше да оди. Не сме ние до толкова многу сиромаси, та да оди на печалба. Не требаше. Па си ги знам јас тие работи. Не да се ги знае. Немај се ти може си постар од мене, ама ја... Постар, види се те. Еве, некому така, некому вака, што се вели, ама еве тебе како што треба, еве за кусо време се зафати, сега човек крај не може да ти фати. Не, имаше среќа да ти кажам. Имаше среќа. Сум имал среќа. Па имаше сега. А вајде доста бе. Каква среќа бе? Си работам, трчам. Си работи човек. Ај умо многу ми штрака. И не го бива секого бе. Не го бива. Така, зато нима раздина веков, нима и богати, а и сиромаси. Не. Да, така си е тоа. Ова ти вреди што го кажа, ама јас работам, па... Шупа, да не немаш, а? Да не ти е малку? Абе, преку леп повече, бар. Да, не? Ревај се и ти толку се. Имам, не оти немам, не се жалам. Ама... Ама што? Смешен човек, што бе? Ајде, питај му. Ајде, сме живи и здрави. Че. Че придај Господ. Не дојде. Ајде. Да, така. Та така како што ти реков, се е така. Така велиш, а? Да. Кажи. Нео ти е ваше, ама детево се погоди многу прокопсено. За се го бидува. Се што ке фати, пара му носи. Порача дека на брагу ке си дојде. Па, Лели вели што ти спечалил многу, треба да си дојде. Чумки девојчето го чека, а и греота е. А велиш умења? Доста може, човекот кажа веќе умење. Ако да сакам уште еднаш да чујам. Петре, сполај ти, фала ти за овој убав муабет. Ајде, на здравје, за късмет. Дај Боже, се вака убави работи да ви кажам. Така, да не радуваш. Сега ќе одам, па пред да тргнам за град, пак ќе дојдам. Ако, да дојдеш, да му испратиме поздрав, книга да му напишеме, да му одмаш да дојдеш. Бидува. Ајде, со здрави. Здрави. Жено, дај ја книгата. Знаеш која? Она за раѓање и за умирање? Таја. Ти, колку што знам, никој не се родил, а фала му на Бога, никој не умрел с крајате. Дај ја кога ти велам да запишам, оти ми се родил уште еден син. Ти си се шикнал. Каков син? Таков. Убав син. Што чини како двајца синови. Работен, печалник. Дај да запишам дека ми се родил уште еден син.
Ти одиш. Добре. Ajde, pobrzo. Сечи. Ajde, su koliko? Su 3. Dosta. Ti? Ajde. Izgor. Ajde, ti, kad? Ti? 2. Ajde, čekaj, 2, će ti damo. Ajde, сега. Izgore, pa gledaj, 2. Da te vidim tebe. Čekaj, evo ti 3 i mojte 2 ušte. Aha. Ne. 15. Boj se, bakve dobiv. Абе, той, що бива, за сега бива, да ти кажам. Ajde ti gledaj. Ама Брго го научи и овој занае. Абе, двај го кандисавме да седне со нас на оваа маса. За ovo će go nauči ovaj, pa ti. Ajde ti gledaj. Daj. Ajde, su 5. Evo, i odmah. Dobro se ga imaš, Ale dobiv, ale. O, Čiko Petre, zdravo živo. Ела, седни троа со нас. Кажувај, како се подома? Сите се живи и здрави. Те чекаат дома да си дојдеш. Не само мајка ти и татко ти, туку и... Знам. Уште малку и ќе дојдам. А ти како си? Работата како враби? Еми, од убо пубо. Работа има, а тоа е најважно. Има. Еве, сега на обрана карти. Да го видиш само како игра. Двај го кандисавме да седне со нас на оваа маса. Ајде, доста. Туку, ајде, кажи, Чико Петре, што има ново? Кажав што имаше да се кажува. Те чекаат дома да си дојдеш. А вие вака почесто седнувате на карти. Епа, катаден, и ако продолжи вака да не обира, ќе нема со што да играме. Ајде, седни, Чичко Петре, да се напиеме по една јас-честа. Ајде ти Дилич. Немам време сега, имам една работа да завршам, па ќе дојдам заедно да се напиеме. Јас сум тука, ќе те чекам. Ајде, дели, дај се чекам. Ставај. Благодари. Многу имам. Ајде. Ајде, Идеш? Одиш? Ајде. 2. Меанџи, да те прашам нешто за момчево. Прашај, ако знам ќе ти кажам. Почесто седнуваат на карти? Од скоро почна, ама од тогаш не престана. Го прелажа овие дамаци. Кога навалија на него, не го оставија се додека го кандисара. Не чини. Ти благодарам, Меанџи. Уште една? Ќе дојдам јас пак. Ај со здравје. Ебе, нема късно. Живо, Петре. Кога се врати, бе? Вчера се вратив, ама нема време да наминам до кај вас. Арно што те сретнав, оти имам и друга работа. Поминав од кај чешмата, син ти и прати книга. Доста со тие книги. Треба еднош да си дојде, да ја земе време и да се мажи. Нешто тој како е, Арење, печали, ала швараш, има. Има. Кажуваш, ама како да не сакаш нешто да ми кажеш. Дојде, кажи, ајде, мажи сме, кажи. Па, Што? фатил еден занает, што не ми е баш по кеф, ама тоа што мене не ми е по кеф, не мора да е ништо страшно. Што? Што?
игра комар. Виштина не е од оние што губи, ама мене не ми е по кеф тој занат. А веќе така. Па слушај, кога ќе се враќаш, помини да ти дадам и јас тебе една книга да му носиш. Бидува? Ај, па намини и до кај нас. Ќе дојдам. Ќе дојдам на едно кафе. Ај. Само да свршиме на работа. Не знам што да ти речам. На сите што идат таму им нарачуваме да си дојде што поскоро да си дојде, а тој се истото го одвраќа, уште малку. Така и мене така ми пишува. Туку тоа малку задолго се стори. Не знам што да правам. Не за друго ти ми дат стројници, да ги враќам. Не знам што да им речам. Па, да почекаш уште малку. Што знаеш, утре пак може ке ти биде жал што не си почекала. Јарно велиш. Кај сум чекала, толку ќе почекам уште малку. Туку, да не има нешто што неки да ми кажи тој, та вие знаете. Не, Керко. Колку знаеш ти, Керко, толку и ние. Си дојде, а? Добар ден, Чичко. Добар ден. Како си ти, девојче? Арно ли си, Арно. Јас, ај ке си одам. Ајде. Ај, со здравје. Ај, со здравје. Да поседеше уште малку. Се засрами кутрата. Го сретнав Петрета. Го сретна? И што вели, што порачува нашиот? Ке си дојде ли, а? Време е да си дојде, го гледаш, девојчено? Седни. Вели, кинисал по лош пат. Печалел многу. Голема пара земал. Парно. Ама се ватил со комарот. Комарџија станал. Тоа, да ти кажам право, ич не ми го прави кеот. Тоа што ватил комарчилак. Ама пак сум кефлија што работата не ја остава. Па, сега нека е жив и здрав. Што да правиме? Не е убаво што го зафатил тој занет што му требало таа работа. Знаеш, не за друго. Ми мириса дека нема бргу да си дојде. А девојчево... Сега денеска ќе го дојде утре, ќе му се смени карта, па не може. О, газда Петре, пак ни пристигна. Како си? Што преш, газда Петре, седни? Не сум за седење. Дојдов да го видам момчето. Момчето? Какво момче? Тоа не е момче, тоа е маш. А картите какво? Врави комарот? Оси. Нами така и така. Не му пославо. Човекот му оди работата на дуќанот, машала. Тука со нас ке фрли по некој картиче и нема време се да стигне. Човекот изучи уште еден занет. Си го бива. Значи, покрај комарот и дуќанот има време и за друг занет. Колку време треба за овој занет да го учи и ти, газда Петре? Чичко Петре, по-женски е растачен, по-женски. Крајот не може да му се фати. Тека една, тека и друга, ама ќе го изеде негде чотекот. По-женски велиш? Да. Па како? Ке има со што да ги израдувам татко му и мајка му. Зошто? А и она што вети дека ќе го чека. Нека се наживе, млад е човек. Пушти го, нека живе. Да. Убави занаети научи од нас. Многу убави. Зошто? Што? Седи бе, седи. Не ми е за седење, си имам работа. Јарно што да му кажеме? Ништо не треба да му кажете. Само поздрав од дома. Толку. Добро. Малку му беше она, па уште и...
Велиш женкар станала? Срамота, срамота, срамота. Може поарно ке беше и ич да не одеше. Абе, ко беше малечко, беше прокопсано. Беше умно, разумно. И затоа сега е љубопитно. Сака се да научи, се да види. Тоа толкова многу не ме плаши. Си велам, ќе поигра комар, ќе потрча малку по жени, Дај Боже, дај Боже. ќе му помини меракот, Дај Боже. ќе се спастри, ќе стане човек на место, ќе печели пара, ќе се врати дома. Од овие занаети Куртул има. Нека ги помини, нека види, па со Арно ќе си го вати правиот пат. Така се мислам и јас од секогаш, од малечко си беше умно. Дај Боже, ќе му дојде умот пак да си дојде на правиот пат. Ама ова сакам да те го питам. Девојчево, наминува понекогаш? Наминува понекогаш. Доаѓа. Се распрашува за неја. Прашува кутрат. Слушај, ти немој да ја кажеш нешто за овие работи. Дај, ми го испила чавката умотта. Како ќе ја кажувам такви работи? Епа, ајде јас да одам. Жал ми е што морам да ви кажувам такво нешто. Ај што знае. Видов оти дошол Чичко Петрета, си реков да дојдам, да видам, да прашам. Оти тој мене не ми пишува. Го прашав и Чичко Петре, ама ништо не кажува. Може би вие знаете нешто. Та си реков. Ке ти кажам. Ке ти кажам, Кирко, се ке ти кажам. Нема што да ти кажеш. Што да ти кажам? Нема што да ја кажеш. Слушај вамо, девојче. Ти не треба поиќе да чекаш. Да гледаш да си се омажиш. Оти ние немаме повеќе син. Тој е мртов. Што рече? Оти зборуваш така човеку. Зошто мртов? Како мртов? Кој рекол дека е мртов? Не рече така човекот. Ај, не зборувај толку туку. Дај ја книгата да го запишам. Што да запишеш? Да го запишам во книгата на умрените. Оти додека Петре раскажуваше,
За оние лоши патишта по кој кинисал, верував дека има надеж да куртули. Ама сега, штом влегол со ракијата, штом се сторил пијаница, враќање назад нема од тоа. Тој е мртов, жив закопан. Тој уште жив во пеколот е веќе. Чунки, полошо од пијанството нема.